Увозот на струја немало да удри врз джебот на граѓаните после Нова година, така барем упорно тврдат надлежните. Од ДСМ потврдуваат, овој месец потрошиле повеќе и увезле повеќе струја отколку што планирале. Наредниот месец повторно ќе се купува струја од странство, а треба и да се произведе повеќе, за да се покрие зголемената потрошувачка поради компаниите и училиштата кои ќе плаќаат поевтина струја. Ако во ноември се потрошиле приближно 20 милиони евра, сумата за увоз во декември ќе изнесува 25 милиони. Директорот на ЕСМ Васко Ковачевски вели дека сепак овој трошок немало да падне врз грбот на населението од 1 јануари. Во ноември сме потрошиле 2,4 милиони евра повеќе од предвиденото, но не го занемарувајте фактот дека во октомври имавме нула набавка на енергија, односно заштеда од 10,5 милиони евра. Тоа значи? Тоа значи дека околу 15-16 декември ќе се прават калкулациите за цените. Овие набавки нема да влијат врз цената која што ќе биде за следниот период од годината. Во декември треба да проработат рек Осломе и ТЕЦ Неготино, прво со еден, а потоа со 2 котли. Додека пред само неколку дена надлежните уверуваа дека поисплатливо било да се увезува струја, отколку да се вклучи ТЕЦ Неготино во системот, сега се предомислија. Производната цена се намалила од 239 на 200 евра, па термоелектраната ќе проработи. Имаше периоди кога во текот на овие набавки имаме викенд цени на кои што добивавме по цени од 217 евра, по 197 евра, така да ТЕЦ Неготино не можете вие да го уклучите кога сакате и кога сакате да го исклучите. Така да набавките кои што се спроведува во овие 3 недели со просечна цена од 239 евра е слично на цената на ТЕЦ Неготино, меѓутоа продуктите кои што ги добивавме ни помогнаа да го зачуваме производството. Иако ЕСМ се обврза да покрие 100% од потребите на домакинствата и малите потрошувачи, увозот на струја придонесе да покриваат само 75%. Директорот Ковачевски уверува дека со ваквите набавки на струја ги штеделе ресурсите на мазот и јаглен, иако надлежните уверуваат дека струјата нема да поскапи. Факт е дека граѓаните ќе треба да плаќаат повеќе, бидејќи данокот на додадена вредност се зголемува од 5 на 10%.